Здраво и добре дојдовте на мојот канал. Моето име е Леја и јас сум мајка на 15-месечната Зара. Секоја недела снимам вакви видеа од моето ново искуство како мајка со надеж дека им споделувам корисни информации на новите и на идните мајки. Доколку ви се допаѓа ова што го гледате и сакате да добивате известувања за сите наредни видеа, притиснете лайк на ова видео, притиснете subscribe на каналот и уклучете го тоа мало звонче десно од subscribe копчето за да добивате нотификации секој пат кога ќе објавам ново видео. Денеска сакам да зборувам за пари, односно за сите места од каде што можете да добиете пари како финансиска поддршка за новороденче. Скоро допред да се породам, воопшто не знаев дека постојат институции кои што поддржуваат раѓање на бебиња, даваат финансиска помош на тазе родители. Искрено немав обрнато внимание и дури се чудев кога матичниот гинеколог при еден од последните прегледи ми даде ливче и ми објасни дека со ова ливче треба да одам во Министерство за труд и социјала за да добием парична помош. Тогаш некако ги сврзав работите, но решив да седнам и да истражам и да се распрашам да видам дали постојат и други места кои што даваат финансиска помош за новороденчиња. После ваквото истражување, мислев дека знам каде све треба да се обратам и што се ми треба, но самиот процес на аплицирање и на добивање на парите траеше околу 2 месеци. Добивме парична помош од 3 места. Добив околу 5000 денари парична помош од Министерство за труд и социјала по основ помош за првородено дете. Добив исто така околу 5000 денари финансиска помош од општина Аеродром, бидејќи тука живееме. Тоа е помош што се дава на секој новороденче. И добив околу 35000 денари неповратна финансиска помош од моето животно осигурување. Понатаму во ова видео сакам да ги споделам чекор по постапките кои што беа потребни, бидејќи добар дел од нив можев да ги направам пред да се породам, многу полесно и поедноставно, доколку знаев што треба да направам, а некои од постапките се многу зезнати и човек треба да е многу упорен ако не знае да дознае како може да аплицира за своите пари. И сега ќе ви објаснам. Значи, за финансиската помош која што ја дава Министерство за труд и социјала, потребно ви е да добиете потврда од вашиот матичен гинеколог, значи не од докторот кој што ве породува, туку докторот кој што ја следи вашата бременност, дека бебето што ќе го родите е ваше првородено дете, дека не сте имале рожби претходно. И покрај оваа потврда ви се потребни неколку копии од лична карта, од трансакцијска сметка, копија од вашата венчаница и копија од извод од матична книга на родени од бебето од како ќе се роди. Но овие други документи имајте си ги на едно купче, бидејќи на вистина тешко после породување и со беба стара неколку недели кое што мора да се храни на секој саат или два, да излагувате, да одите до копир, да чекате ред и сите тие работи. Значи, доколку се уште не ви е родено бебето, топло ви препорачувам направете напор да си ги средите овие работи. Оно што беше најтешко во целиот процес за аплицирање за овие пари, беше да го лоцираме меѓуопштинскиот центар за труд и социјала, мислам дека така се вика. Значи, практично со потврдата и со оригиналите и копиите од сите овие документи, не одите директно во Министерството за труд и социјала, туку дури да отидете, таму ве праќаат во меѓуопштински центар, кој што се нарекува меѓуопштински бидејќи ја врши работата на неколку општини. И доколку како мене го барате меѓуопштинскиот центар кој што е одговорен за општина Аеродром, ќе најдете адреса која што ве упатува некаде кај бившо Макдоналдс во центар. Сопругот одеше неколку пати да се обида да ја лоцира канцеларијата таму, бидејќи онлайн ги има само тие адреси. Потоа најде некоја друга канцеларија, исто така поврзана со Министерство за труд и социјала, која што го упати во некоја барака во населба Пролече.
После 4-5 излегувања за да го најдеме меѓуопштинскиот центар, сопругот отиде еднаш таму за да дознае дека особата која што е одговорна за овие работи доаѓа во втора смена и дека мора да оди попладне или после работа, значи беше уште еднаш само за да ги предаде документите, при што му дадоа некакви потврди кои што требаше јас да ги потпишам, од кои што едната требаше да ја однесам во банка за таму да ја направат нешто. Така што после 6-тото излегување на сопругот беше потребно јас да излезам и да отидам во банка. Отидов, веднаш завршив работа со потврдата, но тоа не е се. Потпишаните потврди требаше да ги однесам назад во меѓуопштинскиот центар, така што после 6-то излегување на сопругот само за да заврши оваа работа, мораше уште еднаш и тоа во втора смена да отиде да го поднесе крајниот документ. И во банката ми кажа дека обично овие исплати од Министерство за труд и социјала се случуваат околу 20 во месецот. Така што доколку аплицирате за се ова после 20 во месецот, ќе треба да чекате плюс уште еден месец за да ви легнат парите на сметка до наредниот 20. Апликацијата за паричната помош од општина Аеродром беше многу полесна од ова, значи завршивме работа со 2-3 излегувања, не мораше да се оди до банка дополнително, не мораше ништо од тоа да се прави. Мислам дека се пополнува еден формулар онлайн, меѓутоа и инструкциите на веб страната на општина Аеродром беа доста јасни, така што не губевме многу време со тоа. Доколку не живеете во општина Аеродром, секако јавете се или проверете веб страната на вашата општина или јавете се по телефон, прашајте, информирајте се дали вашата општина дава поддршка за новородено дете, дали е тоа за секое новороденче, колку пари ви следуваат, бидејќи знам дека некои општини, барем во Скопје, даваат многу повисока сума од 5000 денари. Она што треба да го знаете доколку аплицирате за вашите пари, вашата финансиска помош од вашата општина, е дека е потребно пред раѓањето на детето, личните карти, вашата и на сопругот, да се со иста адреса. Доколку се уште го немате сменато своето место на резиденција, сте се преселила заедно со сопругот или сопругата, потребно е, значи, по можност пред да се роди бебето, да се завршите да работи. И најлежерното, најевропското искуство досега ми беше всушност со подигнување на парите од осигурителната компанија. Значи, одамна сум корисник на полиса за животно осигурување со штедна компонента и дознав дека имам право всушност на парична помош во износ на одреден процент од осигураната сума. Јас се јавив директно во осигурителната компанија, прашав што треба да направам. Од таму ми пратија линк од нивната веб страна на кој што го даунлодирав прашалникот од една страна со основни податоци и истиот тој во електронска форма го пратив назад на мејл заедно со фотографија од мојата трансакцијска сметка и фотографија од изводот од матична книга на родени на бебето. И тоа беше се. Неколку дена после тоа сумата од 35.000 денари ми легна на сметка и немаше никакво излегување од дома, чекање ред, зезање со смените на вработените или со копиите или оригиналите од документите, физичко поднесување на документи за подпис во банка и такви работи. Значи немаше ништо од тоа, едноставно буквално со мобилен, со еден повеќе, со еден имейл завршив работата. Доколку не штедите и не сте животно осигурани, најтопло од срце ви препорачувам да се осигурате, а доколку очекувате бебе или планирате бебе и ве интересира оваа штедна компонента со ваква финансиска поддршка за бебе, слободно обратете ми се на Facebook, на Twitter, линковите од моите контакти ги имате овде подолу и ќе ве поврзам со вистинските луѓе кои што ќе ви помогнат да одберете најдобар производ за вас. Тоа би било се за денес, ви благодарам многу за вниманието. Извинете што ова видео траеше малку подолго од вообичаено, но како и да е, се надевам дека овие информации ќе ви бидат од корист и дека ќе знаете каде се имате право на ваши пари за подигање и дека ќе бидете истрајни во процесот да го споделите своето искуство со надеж дека во иднина ќе се поедностават сите овие постапки. Се гледаме нареден понеделник. Поздрав!